Добра вечер, почитувани гледачи. 12 јануари 2026, термин за дневникот на КТВ. Градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев во емисијата ТВ Објектив на КТВ ги образложи најавите за прочистување на администрацијата со цел граѓаните да добијат поквалитетни услуги. Тоа е отпочнато од пред година и пол. Значи, има тим кој што го работи комплетно анализирањето и продуктивноста на секој вработен и почитувањето на кодексот и колективното договор во делот на административен работник од негово понашање, па до негово облекување и до негова продукција, односно тоа што кој колку сработил. И со тоа се оценуваат административните државни службеници или локални, без разлика. И врз основа на таа оценка, мисля че дека 5% од скупниот број на вработени може да добијат награда. 3 пати лоша оценка, 2 пати во годината се оценува, 3 пати лоша оценка значи отпуштање од работа. Немаше храброст до сега. Да, никој да се ставе лоша оценка за тоа што ајде чекај че се подобри така. Сега тоа го најавив дека ќе се биде транспарентно и објективно, и ако оно од самиот себе не се срами, ја немам потреба воопшто да се срамам за никој друг, освен за собствените деца кои сум ги воспитал. Исто во делот на работењето кога најавив проветрување и подобрување, односот на јавната администрација према граѓаните и према нашите клиенти, би ги рекол. Тоа на некој начин, да. Треба да биде на ниво, не може да биде арогантен, не смее да биде дрзок, не смее да биде. Без разлика од другата страна со граѓанот на кој начин се обраќа. Тоа е индивидуално и за тоа се има може да има санкции, може да има и само опомена. А како администратор и како службеник државен, ти си должен да бидеш на ниво сега и да не го спустиш нивото испод тоа. И најбитната работа е колективот кој ќе функционира. Кога ќе почнеме да разговараме на иста тема или колективот во самата институција, 60% не функционира еден со друг. Или народски кажано, нарушени човечки односи и тоа е директна реперкусија на работењето и квалитетот и имиджот на институцијата. Јас тоа нема да го дозволам и за тоа го најавив и ќе си биде транспарентно. Нема да биде политички, нема да биде по никаква друга заслуга, ниту на градове, ниту на лично колку ќе даде принос. Апсолутно со дадено образложение во сите негови моменти и јавно искажено, така да нема да биде ни во 4 очи, ни во 6 очи договор. Во наредниот период сите водомери ќе бидат заменети со нови дигитални кои ќе се отчитуваат од далечина, најави директорот на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци Гоце Ангеловски. Врз основа на претходни проценки од страна на службите во јавното предпријатие Комуналец и општина Кавадарци како апликант во овој проект, се одлучи на некои локации да бидат заменети старите водомери со нови водомери, каде што во моментот имаме 2000 водомери на далечинско отчитување по програмата односно проектот од Министерството за животна средина и претходно ние инсталиравме по друг проект, тоа е преку Германскиот институт за техничка соработа, уште 400 водомери на далечинско отчитување, односно дигитални водомери, каде што околу 2400 до 2500 водомери од вкупно 12000 водомери веќе во градот се заменети со дигитално отчитување, односно отчитување од далечина и она што е за нас нели главно мото дека сакаме сите водомери за да ги отчитуваме од далечинско поради повеќе практични причини, поради нели да ја зачувате интимата кај секој оној кај што има поставено водомер, затоа што многу е непријатно вие да му влегувате во самите тоалети, во самите кујни и така натаму секој ден каде што му е во самата куќа или во самиот стан поставен водомерот. Ние тенденцијата за да ги промениме сите водомери е јасно кажано и во самата програма на градоначалникот за локалните избори 2025 дека ние во наредниот период ќе се трудиме да ги смениме сите водомери. Имаме тука некои проблеми поради тоа што водомерите се нели собственост на граѓаните, се надевам дека и тој проблем ќе го решиме или преку донации, или од животна средина, или преку фонд за води, или преку други повици внатрешни или надворешни, ние ќе се трудиме постојано
постојано да даваме главен акцент на сета ова динамика на промена на водомерите, затоа што преку оваа промена на водомерите ние точно во момент знаеме колку вода се троши и каде ни се загубите на вода и дали имаме загуби на вода. Значи тука имаме точно милиметарски прецизна секоја капка вода нас ќе ни биде измерена и ќе ни биде реално прикажана каде и колку се троши количината на вода. Затоа што ви реков, градот премногу се развива, поставивме водомери набрушани и сите викендици околу Тиквешкото езеро, Ресавски залив и така натаму. Ете, горе на Витачево, долу на, сега ќе почнеме со 400 водомери за краток период во Мокриште и 12 деца. Со овој проектот што е исто од Министерството за животна средина кој што го работи општина Кавадарци за водовод и канализација на таа населба. Секден се шириме, по сите села стануваат активни, имате постојано жители секаден се троши водата и најдобро е да се отчитува таа вода со водомер од далечинско, затоа што знаеме дека на викендиците некогаш и пристапот до самиот водомер е малце потежок во зависност од тоа кога имате луѓе таму, кога немате. Тенденцијата се надевам дека ќе истераме до крај и дека во наредниот период сите водомери во општина Кавадарци ќе бидат заменети со дигитални водомери на далечинско отчитување. Денес Михајлово ги пречека првите посетители и скијачи со одлични услови за скијање и прекрасно сончево време. Планината нуди вистинско зимско уживање, чист воздух и одлична атмосфера за сите љубители на снегот. Започна уште една успешна и незаборавна ски сезона. Малопродажните цени на бензините Евро Супер БС-95 и БС-98, како и на екстра лесното масло за домакинство од полнок се зголемуваат за половина денар по литар. Малопродажната цена на евродизелот не се менува, а малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,6 денари по килограм и сега ќе изнесува 32,1 денар за килограм. Ќе има ли вистински ефекти од новиот закон за заштита од пушење што е во предлог фаза и може ли тој барем делумно да ги сузбие пушачките навики, особено кај младите? Можно е, но искуствата покажуваат дека резултати ќе има само доколку, за разлика од предходните законски решенија, се обезбеди доследна и континуирана примена на пропишаните одредби. Без ефективна контрола и санкции, и овој закон ризикува да остане уште една добра намера на хартија. Министерот за здравство Алиу вели дека предлог законот не бил рестриктивен, туку европски. Прво, законот не е ригорозен, ни рестриктивен, туку е европски. Значи, и ние едноставно ги препишуваме тие препораки кои што во Европа веќе се дефинирани во законот. Исто така сакам да ви информирам дека со глобалните јавноздравствени политики кои што ние како држава веќе сме потписник на тие политики, значи законот е потполно во согласен со тие политики и дефинитивно да. Значи според бројките што ги имаме, ние сме на врвот како држава од население кое што или се зависни од пушењето или се корисници на некаков тип на пушење или производи кои што имаат никотин. Така да дефинитивно според анализите направени според експертизата ќе биде намален бројот на граѓани кои што ќе имаат здравствени проблеми, а се поврзани со пушењето. Антикорупцијскиот тим на СДСМ денеска објави како што велат нова бомба, нов скандал за тендерска пирамида вредна 16 милиони евра. Станува збор за фирмата Pyramid Building Solution. Од 2022 година, периодот од минатите локални избори до денес, оваа фирма во општините под контрола на ВМРО има добиено 51 тендер, обвинија на денешната пресконференција од опозиционата СДСМ. Антикорупцијскиот тим на СДСМ денеска објавува нова бомба, нов скандал за сомнителни тендери. Преку дигиталната платформа Мицко МК до акт граѓани доставија нови информации за фирма за која веќе еднаш говоревме и кој денеска ќе ги објавиме. Станува збор за Pyramid Building Solutions.
очигледно фаворит за добивање тендери по општините под контрола на ДПМН. Од 2022 година, периодот од минатите локални избори, до денеска, оваа фирма во општините под контрола на ДПМН има добиено 51 тендер. 51 тендер вредни ни помалку ни повеќе 16 милиони евра. Едни исти омилени фирми блиски до ДПМН добиваат милионски тендери за многу краток период кои не може да се добројат. Само од општина Аеродром оваа фирма добила 22 тендери, од општина Газибаба 10, но и од општина Ѓорче Петров, Прилеп, Битола, Гевгелија, секаде каде градоначалниците се или биле од редовите на ДПМН. Низа на тендери, финансирани со средства од унгарскиот кредит, исто така завршувале кај оваа фирма. Додека парите завршуваат кај фирми блиски до ДПМН, граѓаните плаќаат и тоа со камата. Последниот тендер во декември 2025 година е со градот Скопје. Веднаш по седнување на Орце Ѓоргиевски во фотелјата, оваа омилена фирма на ДПМН повторно добива тендер вреден 320.000 евра. Кога седна Ѓоргиевски во градоначалничката фотелја, кога фирмата доби тендер. Ова е уште еден пример како власта дели тендери по свој терк. Свиркачи кои што ни ги доставија информациите преку дигиталната платформа Мицко МК наведуваат дека брачни другари на високи функционери од редовите на ДПМН биле дури и на платен список на оваа компанија преку наводни договори на дело. Овие информации внимателно ги истражуваме и дополнително ќе ги објавиме. Акт ќе го разоткрие целиот систем за испомпување на парите на граѓаните. Сега на сите во Македонија им е јасно зошто земјата намерно се држи во изолација. Еве зошто. За пари, за сомнителни тендери. Јавното обвинителство, финансиската полиција, ДКСК, дали уште ќе молчат или конечно ќе превземат нешто за скандалите кои ги објавува антикорупцијскиот тим на СДСМ. Ние секојдневно ќе ги потсеќаме. Ова е нов случај со 51 тендер и 16 милиони евра. А немаме одговори за скандалите со 161 тендер за една фирма, 9 милиони евра за друга, 1,2 милиони евра за фирма блиска до знам од пошта. Еден месец нема никаква реакција. СДС си продолжува со старата матрица на неосновани обвинувања и политички конструкции без ниту еден конкретен доказ за незаконско постапување, реагира од ВМРО ДПМН на денешната пресконференција на антикорупцијскиот тим на СДСМ. Уште еднаш е јасно дека СДС демонстрира површност и непрофесионалност. Сите јавни набавки спроведени од општините и од град Скопје се реализирани согласно Законот за јавни набавки преку транспарентни и јавно објавени постапки достапни за проверка од сите надлежни институции, пишуваат од власта во нивната реакција. Пратеникот и портпарол на Левица Амар Мециновиќ на денешната пресконференција обзнани дека Левица поднесува предлог закон за укинување на регулаторната комисија за енергетика и префрлање на нејзините ингеренции на Министерството за енергетика. Драги сограѓани, почитувана јавност, Левица предлага укинување на регулаторната комисија за енергетика и префрлување на нејзините ингеренции на Министерството за енергетика. Во овој период кога струјата повторно се поскапува и станува се појасно дека нашата енергетска сиромаштија ги окупира животите на нашите граѓани, потребно е веднаш да се реагира во законската материја. Имено енергетиката не е технократска играчка, туку енергетиката е основа за нормален и квалитетен живот за нашите граѓани. Тоа е јавен интерес од највисок ред. И денес илјадници семејства живеат во енергетска сиромаштија, додека цените на струјата растат. Јавните претпријатија тонат во долгови, а приватните електродистрибутери
остваруваат континуирани профити. Овој систем не е случаен, туку е резултат на политички избори скриени зад маската на независноста на Регулаторната комисија за енергетика. Така нареченото независно тело, Регулаторна комисија за енергетика, со години функционира како штит за интересите на ЕВН и на сите други приватни електродистрибутери. РКЕ не служи како штит за граѓаните и невидливото политичко влијание е најопасното политичко влијание. Тоа е влијанието кога никој не одговара, а секогаш плаќаат граѓаните. Затоа предлагаме укинување на РКЕ и пренесување на низините ингеренции под Министерството за енергетика. Конечно, за да постои политичка одговорност, за да може да се повикаат на политичка одговорност нашите премиери и нашите министри, кога нашите сметки растат вртоглаво. Клучни факти што ја разобличуваат сегашната состојба, а кои треба да се нагласат, е дека континуирано ЕСМ е во загуба, додека ЕВН остварува вртоглави профити поради работата на Регулаторната комисија. Јавниот интерес се уништува, струјата постојано поскапува, затоа што ова не е слободен пазар, туку систем за прелевање на јавни пари во приватни джебови. Јавните предпријатија беа втурнати на слободниот пазар со одлука на РКЕ и наместо стабилност добивме хаос во кој приватните фирми снабдувачи профитираат, а јавните компании се ослабени, додека предпријатијата ни тонат во долгови. РКЕ овозможи ЕВН Home да биде универзален снабдувач за нашите домакинства. РКЕ дозволува паушални фактури без реално отчитување на броилата. Скалистото тарифирање е социјално праведно само ако има 100% отчитување. Се друго е казнување на сиромашните и на штедењата. Долгот на ЕСМ надминува над 200 милиони евра, како што кажавме, и уште низа одлуки на РКЕ кои одат директно по штета на джебот на граѓаните. За крај сакам сликовито да ви дадам еден пример. РКЕ воведе мрежарина од 200 денари за сите 600.000 домакинства во Република Македонија. Тоа значи дека преку оваа мрежарина на месечно ниво ЕВН добива 2.100.000 евра, кои на годишно ниво се претвараат во 25 милиони евра, што за 8 години значи дека доколку никој во Македонија не запали една сијалица, ЕВН ќе оствари добивка од 200 милиони евра, колку им требаше да го купат ЕСМ од нас. Ова се поклоните кои РКЕ им ги подарува на ЕВН. За медиумите и за јавноста ќе ви дадам еден пример за минатиот председател на РКЕ. Тоа е господинот Димитар Попов, кој претходно беше член на ВМРО ДПМН, како што Бислимовски беше член на СДСМ. Пред изборот за председател на РКЕ, Димитар Петров беше раководител на КЕЦ Ѓорче Петров во ЕВН. По завршување на мандатот на Петров во РКЕ, тој го искористи правото за апанажа од 1,5 година и потоа повторно беше вработен во ЕВН на менаџерска позиција. Прашањето е очигледно за кого работел председателот на РКЕ помеѓу неговиот ангажман во ЕВН, за кого работи денеска Бислимовски. Во крајна црта, сите инстанци на политичка одговорност треба да се вратат таму каде што политиката и е, во министерствата, во владата и во државните институции кои можат да бидат повикани на политичка одговорност. Продолжуваме со спортот. ГРК Тиквеш се наоѓа во тешка финансиска положба. Од кавадаречкиот суперлигаш си заминаа тројца странци, а се раскинаа договорите и со тројца македонци. Екипата на градскиот ракометен клуб Тиквеш од Кавадарци го преживува најголемото премрежје во последниве години. Финансиските проблеми се таложеа одамна, а сега е дојдено до точка кога нема друго решение освен да се кастри буџетот, да заминат најскапо платените ракометари од странство и да се продолжи со пократок ростер. По заминувањето на словенецот Јан Тајник од Кавадарци ќе си заминат и египетскиот десен бек Мохамед Ахмед и грузискиот кружен напаѓач Георги Гришикашвили. Исто така,
и еден од поквалитетните играчи во изминативе сезони, Мартин Манасков, среќата ќе ја побара на друго место. Клубот ги раскина договорите и со средниот бек Петар Цветковски и десното крило Джулијано Христоски. На црногорците Богдан Мијушковиќ, Балша Чејовиќ и Василије Печурица им се понудени ревидирани договори во финансискиот дел, односно намалување на платата, а капитенот Страхиња Симиќ би требало да остане во клубот. Останатите македонски ракометари во клубот исто така ќе треба да потврдат дали остануваат под новите услови. Оваа сезона практично е обезбедено местото во плей-офот, кое сепак треба да се потврди во последните 4 кола од регуларниот дел од сезоната во месец февруари. Но, со ваков скратен и скрпен состав, истото лесно се доведува во прашање. Па дури и да се пласираме во плей-офот. Кавадарчани во истиот ќе бидат само топовска храна, без нималку рамноправност со другите и нема да имаат никакви шанси да се вмешаат за нешто повеќе од борба за 5-то и 6-то место. Од друга страна, постои уште едно алтернативно решение. Бидејќи клубот ја носи представката градски, потребно е градот под итно да назначи и нова управа, која веднаш би се зафатила со работа, да најде, пронајде, изнајде, обезбеди помагатели, донатори, спонзори или деловни партнери, а не само да чекаат на готово од државата и од градот да финансираат и вложуваат во клубот. Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, температурата од -7 до 2. До крајот на седмицата ќе се задржи стабилно и суво време, од среда по котлините ќе има услови за појава на магла, а температурата ќе биде во благ пораст. Тоа беа содржините во дневникот. Ви благодарам за довербата и вниманието. Ви посакувам секое добро со нашата програма.